Добар ден и среќен ден од Олимпискиот Кемал Ататурк стадион во Истанбул, овде на Босфорот, каде што за неколку часа ќе се случи најголемиот фудбалски настан во годинава, големото финале на Лигата на шампионите меѓу два гиганта Манчестер Сити и Интер. Очите на целиот фудбалски свет ќе бидат перени кон овој дуел, каде што навистина се очекува еден фудбалски спектакл, каде што милиони луѓе широм земјината топка посекуваат да го гледаат ова и да уживаат во овој надпревар. Ние како продукција Скок, мојата маленкост Мијалче Драгутов ја има таа привилегија со акредитација на Скок по 11 пат да бидеме дел од финалињата на Лигата шампионите, а посебни емоции буди Кемал Ататурк стадионот, каде што во втор пат ќе гледаме на финале, вклучувајќи го на најдраматичното од 2005 година, кога играа Милан и Ливерпул. Не се тоа е дел од историја, меѓутоа убаво е кога емоциите се обладуваат, кога повторно си тука, кога го чувствуваш тој мирис, тоа чувство да се биде дел од овој врвен спектакл. Доаѓајќи со метро на Кемал Ататурк стадионот, имам исто така среќа да кажам да влетам заедно со една голема група на навивачи на Интер, кои просто направи едно добро загревање, да не речам, лудува, навива и пееа на патот до метрото, некаде од Таксим плоштадот, каде што е сместен тимот на Скок, па се до Олимпискиот Кемал Ататурк стадион, се некаде 35, можеби и цели 40 километри. Доста патување со метрото, меѓутоа еве и тоа е исполнето со пикантерии кои исто така се дел од оваа пета димензија во спортот која ние ја работиме. Значи, супер организација на турските органи на редот, да кажам, да не речам, ова полицијата имаше назнаки на секоја метростаница, лично промени 3-4 метростаници, оние линиите, секаде се доминираше стадион, насоки, имаше редари, полицајци и сето тоа добро функционираше, иако времето се го прави својот. Она што ми остави печаток е кога на влезот во метрото на Грна и другата навивачка група, оние од навивачите на Манчестер Сити, еден командир од полицајците застана и дословно им вели no beer, нема пиво. Овие со ниминки во раците малку се препаркираа тука на 3-4 метри пред влезот на стадионот и ниеден од нив не ја фрлили меката со пиво, него сите ги испразнија до даска што се вели и после тоа почнаа да влегуваат во метрото. Инаку за акредитираните новинари, за сите оние кои имаат влезници за овој надпревар, влезот во метрото е бесплатен, се користат тие услуги и организаторот го прави тоа. На последниот излез од метростаницата, непосредно пред Кемал Ататурк Олимпискиот стадион, една силна жандармерија ги проверуваше електронските билети на навивачите на Интер. Имаше поголема група на Интер, онаа помалата група на Сити релативно брзо помина, очигледно нивните електронски тикети беа во ред. Меѓутоа, кога навивачите на Интер почнаа да ги проверуваат ова, полицајците покажувајќи ги нивните мобилни телефони и оние кодовите кои се скенираат де факто за да влезеш од прилика на километар и пол до стадионот, настана една мала мешаница или поелегантно кажам на недоразбирање кога едно 5-6 навивачи на Интер не им беше дозволено да ја поминат последната барикада, она ограда железна пред стадионот Кемал Ататурк и дословце беа тргнати на страна, беа вратени назад. За жал, предпоставувам, не можев да добијам некоја подетална информација, меѓутоа посигурна потврдена информација, предпоставувам дека немале електронски тикети на своите телефони и заради тоа не им беше дозволен влез на некаде на обрачот од прилика, би рекол, километар, можеби километар и пол околу стадионот Кемал Ататурк. На самото влегување на стадионот исто така имав една, не знам како да објаснам, луда среќа. Дословце го промашив влезот во медија центарот, замислено онака импресиониран со емоции и влегов на долниот дел каде што влегуваат овие од VIP ложата, еминентните гости на УЕФА и каде што имаше еден куп редари. Еден од
турските редари ми приди и кога го виде презимето Дургутов, не знам како рече, ајде, Буграм Ефриди, турки журналисти ме пушти долу на самата, да кажам, трева позади клупите за резервни фудбалери, па вероли јас самиот се чудам како тоа велат не попусто храбрите, упорните имаат среќа. Успеав да направам 4-5 видеа, неколку така убави, да не речем ексклузивни фотографии од близина на сето тоа. Некаде за несели 30 минути кога ја пренесов оваа вест на колегата Зоран Мишевски од спортскиот сајт Гол, еден мој добар пријател долгогодишен, со кого бевме на финалето 2016 година во Милано и со кого нели почнав се дружиме. Нашиот Зоки ревносен новинар, нели, да ја долови атмосферата, информациите, се обиди и се симна долу, меѓутоа набрзо после тоа ме информираше дека и тој влесе веќе блокиран од редарите и од полицајците и не е дозволен пристап. Така да навистина има некоја стрекна околност сето тоа да го наснима. Што се однесува до самите информации околу овие тимовите, очигледно е она што успеав да го проверам. Сега е на мала дигресија. Овде во Турција навистина се фасцинира кога на трафиките, на оние киоси за продажба на вестници, видов дека турците имаат можеби 10, 15, можеби цели 20 печатени изданија каде што вриеше од вестник. Сега со турскиот не сме баш добри, а меѓутоа имаме доста пријатели кои успеа да ни помогнат, али фасцинатно е како турците преку печатените медиуми се тоа го покрива. Значи, кај Интер, кај Пипо Инзаги има една дилема, Брозович или Махтаријан. Ерменецот, веројатно тоа ќе се одлучи пред самиот надпревар. Кај Манчестер Сити Пеп Гвардиола немаше никакви дилеми, неговата стартна постава е чиста според она што го најави, оние кои стално играат и како што велат нивните навивачи мелат се пред себе. Има прилика да направиме интервју кој исто така ќе го погледнете на нашиот YouTube канал и на мојата Facebook страница со популарниот Џон, кој некаде 30-35 години е верен следбеник на Манчестер Сити. Сакам да пренесам неговото размислување, неговата изјава, следбеник на англиската фудбалска репрезентација, значи години поред ги следи на сите овие светски фудбалски првенства каде што и заедно сме били, ама не сме се нели познавали. И популарниот Џон живее некаде јужно 30 км од Манчестер, во некој убав крај, запален по фудбалот. Вика, ви даде изјава, вика, Манчестер Сити е посилен, вика, од Интер. И вика, проблемот на Интер е Гвардиола, вика, Гвардиола ќе го направи, вика, тактиката, самиот состав, вика, така ќе ги инспирира играчите, вика, што мислам дека тоа ќе биде решавачко. Колку тоа држи ќе видиме, како стојат работите неофицијално и според сето она што го кажуваат сите фудбалски гледано, сите благ фаворит. Од друга страна, дружејќи се со навивачите на Интер и во метрото и овде пред стадионот и сите оние песни и нивната атмосфера, некако како Интер да преовладува и очигледно можеби и ќе доминира на стадионот Кемал Ататурк, иако картите се поделени по реципроцитет од страна на УЕФА. Останало да видиме, ете, тоа е Јалче Дургутов, продукција Скок, некаде 2,5 часа пред почетокот на финалето, 3 часа можеби на Кемал Ататурк стадионот. Ќе се обидеме да се вклучиме уште еднаш да доловиме некоја навивачка атмосфера. Овде организацијата е добра во предцентарот. Новинарите се пречекани на некое пристојно ниво, иако оние еуфорични доаѓања од порано, обсипување со подароци, со кафења, па и по некое пиво и Кока-кола, неки ги нема, значи очигледно и УЕФА штеди. И тоа се гледа и по работното време на медиа центарот. Поздрав до сите фудбаломани широм земјата, планета, се слушаме и се гледаме. Јалче Дургутов од Олимписки стадион Кемал Ататурк во Истанбул, финале Манчестер Сити Интер.